Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Горан Наунчев, директор на јавното предпријатие Шумско стопанство Бабуна. Добро дојдовте. Добро вечер. Господин Наунчев, прв пат сте гостин во ова студио, ќе разговараме за она што е актуелно кога станува збор за обезбедувањето на огревно дрво во Велес и Велешко. Најнапред, има ли доволно огревно дрво во Велес? Да, огревно дрво во Велес, во подружница Бабуна Велес има. Сите оние што сакаат да си набават во овој момент, слободно може да дојдат, дуплатат и да си го подигнат истото огревно дрво. Она што е новина е сосема поинаков начин на обезбедување на потребната количина на огревно дрво во споредба со минатите години. Всушност, можеби оваа новина е токму и причината што ве поканивме да бидете гостин во оваа емисија. Така, оваа година, 2015-2016 година, новина е тоа што сите заинтересирани физички лица или оние правни субјекти што го користат огревното дрво за затоплување, потребно е до 15.3 да дојдат, да потполнат апликација, да направат договор и да склучат договор со нас за истото потоа да го подигнат. Оние што ќе дојдат после 15.3 веќе немаме уплата на огревно дрво. Што значи тоа да подпишат, да ја пополнат апликацијата? Треба да се напише колку метри квадратни сака, во кој месец сака да се испорача. Точно нешто така. Да го пообјасниме така, сето тоа, затоа што ова е новина фактички и за нас, но и за нашите гледачи. Точно така. Сите заинтересирани, значи физички лица, може да дојдат, апликација да подигнат исто од Шумско стопанско Бабуна, да си ја заведат количината која сакаат, да окажат временскиот период кога ќе им бидат доставени дрвата. Имаме два начина на уплата, значи може да платат во готово. Доставата, дистрибуција на огревното дрво ќе биде во предност за оние што имаат авансно, во готово платено, а другото новина е тоа што можат да истото да го сторат, тоест да склучат договор и на 5 рати да ги уплатат дрвата. Тоа е за физичките лица и имаме посебно за пензионерите и корисници на социјална помош и друга категорија на ранливи лица да можат на 8 рати да го уплатат истото дрво. Новина е, тоест и истото од лани го повторуваме, можеме, например, сите оние што се корисници на социјална помош, семејства на бранители, на лица со посебни потреби, можат, доколку платат во готово, добиваат 10% попуст и превозот до нивниот дом го врши исто тоа Шумско стопанско Бабуна, значи превозот е на наша страна. Кој е последниот рок во кој што вие се обврзувате дека на сите оние кои што до 15 март ќе пополнат апликација и ќе кажат колку дрво им е потребно, дека ќе им ги испорачат? Како што кажавме, за сите оние што готово ќе платат, планираме негде до јуни-јули да завршиме со испораката, со оглед дека ние веќе и од овој месец почнуваме да носиме дрва. Пред се морам да напоменам, многу зависиме од надворешниот фактор, ама од секој случај негде до јуни планираме оние што се авансно, а оние што се на рати по доплаќање на ратите, ќе можат веднаш да си ги подигнат, да го подигнат огревното дрво. Кај нас менталитетот е таков дека ние се правиме во последниот момент, што после 15. Може би некој да речеме во април ќе посака да дојде да уплати. Сега по политиката на Македонски шуми до 15.3 сите оние што се заинтересирани треба да потполнат апликација и после тоа ќе немаме проблем. Може ќе се пролонгира, ама за сега крајниот рок е 15.3. Битно е да дојде да земе апликација, значи до 15.3 да го запишеме дека сака, можно е да уплати и после 15.3. Значи до 15.3 мора сите што се заинтересирани, што сакаат оваа година да користат, да ги затоплуваат своите домови со огревно дрво, до 15.3 мора да е потполна таа апликација. Со тоа ние го сумираме целото тоа количина која што е потребна и потоа да си направиме распоред за да благовремено да им ги доставиме до нивните домови. Февруари е, во грејна сезона сме, домовите се уште ги загреваме иако надвор температурите се над 10 степен. Меѓутоа, сепак, оние постарите граѓани секогаш велат од лани ми остана 1 кубик, 2 кубика, па ќе докупам уште 2-3 кубика. Можно ли, например, во апликацијата, ако напише дека сака 4 кубика, па на крајот да подигне само 3 кубика, да плати 3 кубика, или обратно, пишал 4, а сака да земе 5-6? Значи, ако има платено 4, ако се предомисли да сака 2, значи плати само 2, тука нема никаков проблем. Мислам дека ќе се најди можности доколку сакаат да докупат. Претежно ние, како што кажав,
првично ќе одиме врз основа на тие апликации, а сигурно дека ќе има простори за да се докупа дрва. Господин Анунчев вела дека шумите се богатството на една локална самоуправа. Каква е состојбата во Велес? Па состојбата во Велес е добра. Значи ние Велес располага со голем шумски фонд. Значи сега оваа година имаме планирано негде околу 40.000 просторни да произведиме дрва. Изминатата година посековме негде околу 35.000, значи Велес како општина располага со голем дрвен фонд. Воедно ние истиот дрвен фонд на секаков начин гледаме и да го обновиме со многу акции што ги спроведуваме. За обновувањето ќе проговориме малку понатаму. Како оди стечата? Имавме во изминатиот период многу кражби евидентирани. Секторот за внатрешни работи поднесуваше кривични пријави против луѓе кои што посегнаа по нешто што не е нивно. Па вака, точно е така дека у изминативе години имаше многу бесправни сечи на територијата на Велес. После акцијата Гора што ја спроведе МВР во координација со Македонски шуми и можам да кажам дека за јакнатите контроли од страна на Македонски шуми во координација со МВР и шумска полиција, криминалот во Велес негде е многу намален или бесправна сеча е доста намалена во Велес. Се прават редовни контроли, редовни акции и оно што е преостанат се со цел да се сведи на минимум. Кога станува збор за дивото сечење во изминатиот период, имавме случаеви кога приватни шуми беа дадени за сеча, па тие влегуваа во државните шуми. Како се справувате со овој проблем? Реален беше и според информациите од теренот огромна количина на дрва која што беше од државните шуми заврши како приватни, во приватните складови. Веќе од лани, од минатава година, Македонски шуми повторно, како што и порано располагаше, а го има и капацитетот со тоа да се справи, покрај тоа што стопанисува со државната шума, има контрола и врз работењето на приватните шуми. Така да тоа иста служба ги работиме, така да имаме една контрола веќе на посечени дрва. Од приватно, од државно веќе се евидентира. Исто така треба да напоменеме од минатата година новина и отворањето на приватни складови кои порано во Велес ги имаше со поголем број, сега веќе бројот намален. Потребно е за да се отвори еден приватен склад, потребно е да се имаат тие минимални технички услови, значи да има одредена околу 1000 метри квадратни, потребно е да биде вработен шумски инженер, како што напоменав, значи контролата на сечењето со приватните шуми исто така го работи и јавното предпријатие Македонски шуми. Веќе имаме увид на каде се посекува, каде и така натаму. Разликата помеѓу метар кубен огремно дрво купено во складовите на Македонски шуми и во приватните е околу 1000 денара и нешто можеби повеќе, зависи нели од складот. Зошто оваа разлика? Од каде разликата? Па вака, цена во Македонски шуми уназад многу години не е промената, нема да биде и промената сега. Ние како располагаме, тоа со најниска цена, околу треба и да напомениме дека цената на еден просторен метар на Дабот е 2453 и на еден метар просторен бука е 2371 денар. Приватните складови може да набават значи и од некои други држави дрва, така да тоа е нивна либерална одлука и ние не можеме тука да цената нели нивната да ја коригираме. Само можеме да гарантираме дека нашата цена нема да се зголеми. Дали ви оди тоа вас во прилог како јавно предпријатие, па да се зголеми бројот на побарувачка, затоа што цената е таа која што диктира нели кој од каде ќе купи? Па тоа е доказ дека до овој период, до денес, ние веќе имаме 5000 просторни уплатено за оваа година. Граѓаните знаат од лани колкава беше цената и интересот за уплата и набавување на поевтино огревно дрво. Знаат граѓаните каде доаѓаат, уплаќаат и како што кажав имаме 5000 метри до сега уплатено. Значи граѓаните сакаат да се снабдат што и реално со огревно дрво кое што имаат пониска цена. Велат дека сечата не е така лесна, не е така едноставна затоа што шумите се на непристрастен дел. Има ли доволно сечачи заинтересирани да соработуваат или да ги се јавуваат ли на тендерите, затоа што сепак тоа е тендерска постапка? Така, Македонски шуми од 2015 година и оваа година веќе располага и со сопствени секачи, така да имаше оглас каде што се јавија луѓе кои што се заинтересирани да работат во Македонски шуми и тие услуги нели да ги вршат во самото предпријатие, но еден дел од производството со шумите го располагаат надворешни извршители кои тоа се си оди на тендер
и потоа вршат целото производство. Кога станува збор за шумата, јавното предпријатие Македонски шуми не е задолжено само за искористување или за производство на огревно дрво, туку е задолжено и за да ја зачува, да ја обнови, но и да ја проширува. Македонија зелена или она акција да засади својата иднина веќе неколку години допринесува за да се зголемат површините засадени под млади фиданки. Каква е состојбата во Велес, во Велешко, колку проценти од она што во изминатите години го имаме засадено е зафатено? Точно така, секоја година Македонски шуми го има ден на дрвото за садие својата иднина и оваа година тоа се спроведе на територијата на Република Македонија. Подружница Бабуна Велес зема учество на 45 хектари, од кои 24 хектари беше опожарено, се изврши пошумување на тој дел и 20 на нова површина се засади. Ние негде засадивме од 180 до 200.000 садници. Покрај овие акции што ги правиме во Ден на дрвото, истото се работи во одгледни мерки. Значи во секоја шумска стопанска единица ние вршиме секоја година вршиме пошумување, тоест на една одредена количина на дрво. Исто така од лани спроведена акцијата она зона што се наоѓа помеѓу двете автопатни ленти, вршиме пошумување со аризонски чемпрес, така да секоја година го обновуваме тој дел и на секој начин гледаме да го обновиме дрвниот фонд на територија на Република Македонија. Кога е денот на дрвото, огромен е бројот на граѓани кои што доброволно излегуваат и засадуваат по една фиданка, меѓутоа за жал после некој известен временски период може да се забележи дека дел од тие млади фиданки несовесни граѓани кои што имаат стока, сето тоа го изгазиле, го уништиле. Како да се справиме со оваа појава? Па ние како подружница Бабуна Велес, значи следиме покрај после пошумувањето, следиме, контролираме преку нашите служби, но оние предели каде што човечкиот фактор е многу послаб, таму зафатеноста негде е околу 65 до 70%, онаму каде што човечкиот фактор, мислам, луѓето кои што чуваат добиток стока, зафатеноста е помала, поставуваме табли, правиме разговор со самите тие жители, се со цел да се зголеми свеста. Но... Како шумско стопанство се обидувате уназад неколку години да ги пошумите и оние голи ридови околу Велес. Дури пред некоја година имавте заедно со Природно-математичкиот факултет и еден опит на одредени места преку абразивни средства да засадите дрва. Каква е ваму состојбата? Па точно така, ние успеавме да набавиме некое абсорбционо средство кое и на неколку садници засадивме од различен вид на тие голи предели, каде што сакавме со тој дел и да се спречи таа ерозија што се појавува во тие предели. Но резултатот беше добар, се додека пак морам да потенцирам, тука се помеша човечкиот фактор и во тие предели мислам дека нема успешно затоа што потенцирам човечкиот фактор влијаеше на тие преку стока, пуштање на тие предели и спасување на тие садници и така натаму. Ако успевате да се справите со дрвократците, едукацијата тогаш мора да биде единственото решение за да се справите со оваа негативна појава. Размислувате ли да бидете повеќе едукативно присутни и на терен, меѓутоа можеби преку медиумите? Да се влие на свеста. Точно така, како јавно предпријатие подружница Бабуна Велес, заедно во соработка со локалната самоуправа, со општината Велес, правиме напори сите оние голи предели околу град Велес, преку едукација со населението, да се пошуми, се со цел да го добиеме Велес како позелена зона. И овие 3 години уназад ние делот на пошумувањето Ден на дрвото сме стационирани околу градското подрачје. Значи гледаме, напори правиме, се со цел да добиеме некој зелен појас кој и тоа како ќе има големо влијание за здрава средина во град Велес. Кога станува збор за огребното дрво или за шумата, минатат неколку години уназад се појавија информации кои што говореа дека во пределот на Азот или горе во Нежиловско имаме бесправни сечи. Па точно, дека има бесправни сечи, ние значи како шумско-стопанска единица, тоест подружница Бабуна Велес, правиме план секоја година, значи правиме план во
која единица ќе се изврши колку посекување, значи се гледа да бидат посечени стари, деградирани шуми, се прават прореда онаму каде што не се каде што треба да се отстранат сите оние дрва што се прават шумски ред потоа, значи се оди се плански сечење. Како подружница Бавуна Велес, тоест како јавно предпријатие Македонски шуми, секоја година работиме по претходно утврдени планови со кои во соработка, тоест инспекторатот ги прегледува и така натаму ни даваа дозволи. Мислам дека во шумско-стопанско единица тоа го нема, тоест Бавуна Велес. Господине Наунчев, претпоставувам дека често сте во шумите и можете да ни кажете слободно каква е состојбата во оние шуми каде што поради староста нели морало да се исечат. Дали имаме обновување затоа што нели се вели дека самата шума се обновува? Точно така. Значи по завршењето на производството или по искористување на дрвната маса мора да се направи еден шумски ред. Така да сите оние отпадок што останува мора да се складира на посебни делови за да се остави простор шумата сама да се регенерира. За некоја година веќе почнуваат првите фиденки, така да се оди плански за 10 на 15 години веќе тој дел каде што се извршило претходно сечење се добива нова шума и на тој начин се обновува самата шума. Плюс тоа како што напоменавме, ние онаму на многу предели вршиме нели пошумување. Едно пошумуваме садници веќе готови едногодишни, а во оние предели, значи во зависност од надморската височина, во зависност од кој предел каде треба, вршиме негде пошумување и со посејување. Во повисоките предели пошумување на белпор се врши со со просејување на семе и на тој начин помагаме нели за да се обнови самата шума. Шумите не страдаат само нели од добитокот, страдаат и директно од човекот. Сведоци сме последно во лето дека настрада дел и од шумата околу езерото Младосно и во селото Чолошево. Каква е состојбата околу оние намерно подметнати пожари? Па видите, оваа година точно така, Велес имаше најмногу пожари оваа година за разлика од другите градови. Еден дел нели од негрижа човечка настануваат или поголем дел настануваат тие пожари. Оваа година имавме некои акции што ги извршивме за нели Велес се наоѓа во централен дел каде што гравитираат оние туристи транзит зона. Имавме некои акции на самите автопати, делевме некои флаери, се со цел да се едуцираат и самите оние туристи транзитно што поминуваат, да не се фрла од пешок такви работи за да не дојде до подметнување на пожари. Тоа го направивме затоа што 2 или 3 пожари се случија по самиот автопат. Тука точно како што го спомнавте Чалошево, Борова шума се зафати, изгоре голем дел од шумата. На секаков може начин нели правиме едукација, веќе кога ќе почне пожарот, веднаш реагираме. Како подружница Бабуна соработуваме со нели противпожарната служба од Велес, со дирекцијата за заштита и спасување. Сме секој ден во комуникација, правиме состаноци, значи се собираме во тие летни временски периоди, правиме стратегија, имаме дежураме секојдневно. И така да оваа година имавме многу интервенции од наша страна и заедно со овие други нели две институции се гледа што е можно повеќе да се спречи, повеќе пожарите од кога ќе се изгаснат нели потоа како што и спомнав пошумуваме во тие делови, значи вршиме едно чистење, сечиме таа опожарена зона, добиваме од инспекторатот нели задолжение и чистуваме, правиме еден шумски ред и по некоја наредна година ние во планот ние да извршиме пошумување, се со цел, што кажам, да ја обновиме таа шума. Убаво е кога во сопствениот видик ќе видиме една зелена површина, особено на пример еве кога одиме кон езерото Младост, такви зелени површини има во изобилие, но минатата година дел од боровите беа зафатени и од болест. Каква е сега состојбата? Се интервенираше ли? Точно. Дали е тоа од старост или пак нешто сосема друго? Има болести, нели, како што кажавте, четинарски болести и така натаму, што ги зафаќаат некои одредени видови на дрвен сортиман. Лани се направи интервенција, точно на кај езеро Младост, имавме интервенција, се санираа сите оние заболени дрва, беа изнесени, беше направен тој шумски ред, дел од грањките спалени, другиот дел беше донесен и обработен. Имаме контрола, значи ние во текот на цела година
правиме контроли и си имаме задолжена служба која ги посетува сите тие шуми, ги евидентира тие такви болести, набавуваме средства, тоест во Македонски шуми набавува средства на ниво на Република Македонија, се вршат прскање, оние дрва што се веќе зафатени, повеќе ги отстрануваме со наши служби ги сечиме. Се грижиме во секој случај за самите шуми. Тоа и ние всушност дейноста. За да бидете поуспешни во вашата работа, неопходна е механизација. Каква е тука состојбата? Се обновува ли механизацијата, како што се обновува и самата шума? Па точно така, се вложува во вложување, мислам, на нова механизација. Јавното предпријатие Македонски шуми уназад 2 години, веќе 2014-2015, располага со 9 нови булдозери. Тие ни се потребни за да се пробие пат во шумски пат, се со цел да се дојде до самата дрвна маса за да можеме да ја посечиме. Подружница Бабо на Велес располага со еден таков булдозер кој 2 години работи во подружница Бабо на Велес. Оваа година има најавено дека ќе се набават 10 нови камиони, се со цел да можеме и таа дистрибуција на дрвата до крајниот потрошувач да ни оди многу полесно. Исто така теренски возила се набавуваат, се вложува во сите оние потребна механизација која нас ќе ни е олеснат самата работа. И пред самиот крај, жителите од селото Богомила се жалат на честите минувања на камионите по Богомилскиот мост, кој што е препознатлив мост за тој регион, меѓутоа кој што е заштитен со закон. Оваа година направивте нешто импровизирано, не го користивте мостот, меѓутоа кои се плановите за во иднина? Таму веројатно треба да се прави нешто сериозно. Па како што имаме податоци, значи во програмата на владата таму е предвиден да се изгради мост, алтернативен мост, се со цел овој мост што има историска важност да остане, да биде само како музеј, да се користи само за пешаци. Оваа година имавме средба со самите мештани. Во разговор со нив ние прекинавме да го користиме тој мост. Направивме алтернативен премин во оние предели кога нивото на реката Бабона беше зголемена и го користевме тој на премин. Летно време нивото на реката Бабона се намалува и покрај самиот мост ние имаме еден алтернативен пат направен, се со цел да не го користиме тој дел. Нормално ние сакаме да си ги зачуваме тие историски споменици, што и за нас имаат важност. Господин Нунчев, се модернизира, интернетот е секојдневна работа која што ја користиме. Можеме ли да очекуваме во иднина апликациите кои што од оваа година ќе бидат неопходни за да се дојде до гревно дрво, да се испраќаат или препаќаат и преку интернет, да нема потреба вашиот комитет да доаѓа во јавното предпријатие? Па ние имаме еден сектор во Македонски шуми кој работи на сето тоа, работи на модернизација, значи начинот на испорака на техничарите на дрва доди со некои електронски апарати да се евидентира самото производство доди електронско, а воедно исто така и да можат како и во сите други самите граѓани да можат од дома да си уплаќаат дрва за да потоа да се подигнат. Точно така се гледа да се модернизира. Господин Нунчев, и пред самиот крај уште нешто да потврдиме дека 15 март е крајниот рок кога сите граѓани на територијата на општина Велес кои што сакаат и наредната зима своите домови да ги затоплуваат со огревно дрво, дека треба да пополнат една апликација. Тоа не значи дека на 15 март треба да се плати, меѓутоа мора да се запази рокот да се пополни апликацијата. Точно, за да дојдат доколку сакаат, мораме да напомениме до 15.3 да се подигнат апликацијата. Оние што сакаат да склучат договор, со самото склучување договорот мора првата рата да ја исплатат. Може да подигнат колку имаат платено дрво, толку може да подигнат, или по целосно исплаќање да се подигнат целата количина на уплатеното дрво. Оние што сакаат во готово, битно е да земат апликација, потоа да дојдат и да си уплатат кога сакаат, се со цел потоа да си ги подигнат дрвата. Сета оваа новина има една единствена цел, граѓаните да бидат позадоволни од услугите кои што јавното предпријатие Македонски шуми ги нуди, но и она што минатата година беше
како појава многу доцна да се дистрибуира огревното дрво, оваа година да не биде така случај. Да, лани ние направивме доста напори, нели, и во секој случај ги задоволивме. Сите лани што имаа уплатено, си ги подигнаа дрвата. Имаше можеби некои периоди, нели, подоцна после почетокот на гројната сезона, ама тоа беше многу краток период. Оваа година сакаме тоа да го надминиме со овие новини, така да, како што кажав, негде во почетокот или негде до септември, најкасно до октомври, граѓаните сите што имаат уплатено да си ги подигнат. Ќе се потрудиме, мислам дека оваа година и тоа ќе го реализираме. И да напоменеме нешто што е најважно, што еднаш дека цената останува иста, непроменета, како и изминатите години, значи јавното предпријатие Македонски шуми и следната грејна сезона ќе продава огревно дрво по најниска цена. 2400 денари? Така, 1 метар просторен за ДАП е 2453, 1 метар просторен за бука е 2371 денари. Тоа е продажна цена без превоз. Господине Нунчев, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од нашата програма, дел од информативната емисија Отворено за. Се надевам дека граѓаните добија корисни информации и вие може да очекувате што поголем број на велешани да ги пополнат апликациите потребни до 15 март за добивање на огревно дрво. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас што бевте и овој пат заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на регионалната К1 телевизија. Гледајте не во реприза. А за 7 дена од ова студио најавувам нов гости.